Со сега кажувам каде не одам, ја почнуваме втората сезона на нашата емисија Јасно и гласно. За стравот, молкот, предрасудите и сексуалното вознемирување на жените разговараме со писателката и професорка Румена Божаровска и со активистката Калија Димитрова и накоредничка на феминистичката платформа Медуса. Кампањата трае веќе 2 години чинам. Последниве неколку месеци имаше едно реобновување каде што малце повеќе се посветивте на тоа што се случува на јавните простори со сексуалното вознемирување. Она што сакам да ве прашам двете, која беше највознемирувачката порака која што вие ја добивте или која што беше објавена под овој хаштаг? Румена, ќе почнеме со вас. Што е она што вас ве изненади најмногу, можеби, па дури ве вџаши? Па добро, кампањата почна во јануари 2017 година. Тоа беше една герила кампања, да речеме, која што тогаш тргна и беше траеше неколку дена како налет беше, потоа се разговараше доста за тоа што се случи и решивме дека треба да направиме извесен да има нешто што ќе следи по тоа, да не замре едноставно, да не замрат прашањата кои што беа поврзани со сексуалното вознемирување и решивме да покренеме иницијативата за сега кажувам и насилството, сексуално базираното насилство, тоест родово базираното насилство на јавен простор. И сега морам да кажам дека она што ме вознемири повеќе се случуваше пред 2 години, во 2017 година, од сега, сега многу помалку вознемирувачки пораки добивме. Сега прашањето е дали вие се осврнувате на вознемирувачки искази или приказни или се осврнувате на вознемирувачки реакции, бидејќи имаше и едно и друго. Споделете ни ги двете најстрашни од едната и од другата. Сега немам најстрашни, да речеме дека кога беше сега кажувам првиот бран, имаше неколку искази од жени кои што ги познаваме, кои што јавно не признаа, туку јавно кажаа дека биле силувани. За мене тоа беше дефинитивно едно од највознемирувачките резултати на сите тие приказни. Второто највознемирувачко нешто беше дека толку беше масовно и дека толку многу жени излегоа со приказни за страшно вознемирување и насилство сексуално врз. А трето што најмногу ме вознемири беа потоа реакциите кои што следаа. Сега во тоа време следеа многу исмевачки реакции. Едноставно се гледаше комплетната нејасност за тоа колку е голем тој проблем, немањето воопшто сенс за тоа дека тоа се случува на жените. И известна дури не отпор да се прифати реалната состојба. За среќа, мислам дека имавме многу голем, се боревме сите заедно, не беше само некоја група на феминистки кои што се бореа во тој период против овие вознемирувачки реакции и исмевања и дури, мислам, најмногу беше преку исмевања, македонскиот прекрасен хумористичен мажјак. Туку имаше и меѓутоа сега во вториот бран речиси и немаше исмевања и имаше или поддршка или молк. Така што можам да кажам дека еве во рокот речиси година и пол има доста поголем. Да, мислам дека еве тука сме успеале, бидејќи како што сакав да кажам не само феминистките, туку општо и оние кои што не се декларирале претходно како феминистки, кога ги видоа реакциите, не само феминистки и феминисти, кога ги видоа реакциите на јавноста и доста жустро реагираа, така што мислам дека имаме еве сега некакво подобрување. Така. Калија, голем дел од искуствата беа споделени, меѓутоа верувам дека уште поголем дел остана некажани. Имаше ли работи кои што вам ви ги кажуваа ваши пријатели и пријателки, ама нема храброст едноставно да ги споделат? Дали ги охрабри жените пред се да зборуваат малку за вознемирувањето сексуално кое што го имаат? Какви се вашите искуства? Па, како што кажа Румена, и јас се сложувам, мислам, нема зашто се сложам, тоа е факт дека со првиот брана сега кажувам, дефинитивно имаше повеќе споделени искуства, имаше нека масивност доби акцијата, за разлика од овој пат беше помала, да речеме,
Меѓутоа, тоа што мене ми беше поспецифично за сега кажувам каде не одам за разлика од првата акција, беше што според тоа ја што го читав на социјалните мрежи, имаше многу као сублимирани сведоштва. Например, ако на сега кажувам, имаше повеќе конкретни случаи каде што некој као конкретно објаснува една конкретна случка во животот. Сега имаше повеќе како да кажам, резимеа на милиарда помали вознемирувања во јавниот простор и мислам дека им беше многу лесно на жените да се поврзат со сега кажувам каде не одам, бидејќи според моето искуство не постои жена која што не доживеала некаков вид на вознемирување на јавен простор и заради тоа мислам дека имаше некој као верижен ефект, особено кога зборуваме например за јавен превоз, бидејќи можеби повеќе од 50% од нештата што ги прочитавме беа токму за искуства во автобуси и слично и мислам дека многу од девојките и жените се надоврзаа кога видоа нели дека некоја друга пишала за јавен превоз и си као да, усвари мене тоа ми се десило, мислам дека на тој начин функционира сега кажувам, дека се препознаваш во многу од приказните на другите жени и заради тоа искуствата се толку понекогаш звучат генерички и тоа бе овој пат во таа насока имаше некои реакции во стил па како може на 10 од вас да ви се случува баш истото нешто во автобус. И нели реакцијата е секогаш недоверба, неверување, до некаде и смевање, а не е повеќе кон нели запрашување зашто 10 жени може да го сведочат истото нешто. Румена, зошто ви е непријатно да се возите во автобус? Веројатно од истите причини за кои што е и вам непријатно. Сега јас одамна не се возам со автобус. Сега имам автомобил и се чувствувам многу сигурна во тој простор во кој што никој не може да ме закача, меѓутоа Меѓутоа нели жените не знаат да возат, не се добри возачи. Секако, да. Секогаш возат со 40-30 на час или со 50 бидејќи е 50 Па така, дозволено. наместо да возат 180 како мажите и да убиваат по патишта, ние сме многу спори. Добро, се разбира, има и такви предрасуди во однос на жените како возачки, но идејата беше дека јавниот превоз, како што кажа Калија, се покажа како тоест место каде што најмногу жените покажуваат дека биле сексуално вознемирувани, а тоа е поради тоа што се работи за обично јавниот превоз го користат, мислам, многу спори. Тоа дека многу често го користат млади луѓе, и исто така луѓе кои што можеби се поранливи во однос на нивната економска состојба и тоа треба да го имаме предвид. Така што и секогаш младоста представува одреден вид на ранливост. Јас знам дека како млада имав многу поголем проблем да се возам во автобус бидејќи не знаев како да се справам со сите тие работи и најчесто како што покажуваат и истражувањата во полето на сексуалното вознемирување на јавни простори, жените чувствуваат срам и вина поради тоа што им се случува и заради тоа и не го пријавуваат. И сега би сакала да се надоврзам на нешто што го кажа Калија во однос на јавниот простор и на реакциите. Имаше еден момент дека сите ние сме биле всушност жртви на манијаци. А не дека тоа се всушност само така некои изолирани манијаци кои што хараат по автобуси или во паркот. И затоа има толку многу жртви, а толку малку луѓе кои што се предатори. Така, испаѓа, а не е така. Затоа што имаше баш една многу интересна една исповед која што баш си помислев дека е одличен пример за тоа. Мислам дека беше на Зоја Бузалковска. За тоа како чекала пред некое кино, па млада, извесен маж почнал постојано да ја прашува кај си, кај одиш, чекај, кого чекаш. Значи ти автоматски жена сама кога чека е веќе ранлива. И не се работи за манијак во оваа ситуација, човекот ја следел се. Проблемот е во начинот на кој што повеќето во кој што општеството размислува за жената, дека таа е млада, ранлива и дека таа е таму за да те задоволи. И е таму за да ја искористиш на известен начин. Така што тоа не се само манијаци, тоа се луѓе кои што така размислуваат и заради тоа така делуваат. Ние ги нарекуваме манијаци тие што мастурбираат по паркот,
Меѓутоа тоа се не знам, не се тие единствените. Ние сме жртви на секакви луѓе и посебно на банди исто се покажа на млади момчиња кои што тоа го сваќаат како известна иницијација во нивното момчештво. Да земеш и да испофаќаш девојка или возрастна жена се едно на улица. Така. Фаќањето жена или девојка не изостанува и на собиранките по дома и на журките. Имавте непријатно искуство. Сега, дали сексуално вознемирување се случува само на јавен простор, негде надвор од луѓе што прв пат ги гледат, или може да се случи и од некој што може би го познавате? Да, јас споделив 2 приказни, од кои првата беше случка која што ми си има многу одамна случајно, не знам, имав 6-7 години кога учев да возам ролерки, со човек што влага веројатно во манијак категорија, кој што мастурбираше на мене мојата другарка, мислам, гледајќи не. Но потоа кога ги читав другите сведоштва, почнав да размислувам многу по-широко за, нели, ситуациите каде што јас сум се почувствувала небезбедно и непријатно во друштво на повеќе луѓе. Исто така размислував за што всушност значи јавен простор и решив да споделам оваа приказна која што од така наречен автер, кој што тоа не е јавен простор, но е некакво јавно собирање на луѓе кои што после журка одат во некој стан заедно и на некој начин го има тој елемент на јавност. Тоа што мене ми е многу важно и многу почнав да размислувам на оваа тема е што тоа се некои простори кои што треба да бидат сигурни, каде што се луѓе кои што се пријатели или пријатели на пријатели, значи некако вид на затворени кругови. Така, значи би се случи момче да цело време инсистира да бидете со него, иако вие тоа не го сакате. Да. Да подобјасниме. Да, на кратко. Како се чувствувавте во тој момент? Мислам дека во тој момент, како и секогаш кога нешто ти се случува, во моментот не си свесен што се случува. Може да се парализираш од ситуацијата, може да ја одобруваш ситуацијата, бидејќи нели има некаков притисок кој што го чувствуваш, бидејќи како што објасни во приказната, јас останав сама со тој дечко, си правевме муабет, така да секогаш тој муабет си го правиш во себе, па може би го наведов да мисли дека сум заинтересирана за нешто. Иако мислам ситуацијата стигна до тоа, јас да кажувам не многу пати, а тој физички да инсистира нешто да се случува меѓу нас. И тоа заврши со моето заминување од тој стан. Меѓутоа, сакав да посочам таа приказна, бидејќи, како што веќе спомнав, тоа се некои простори каде што треба да се чувствуваме сигурно, каде што многу често луѓето се пијани, луѓето се чувствуваат слободно и многу често тоа се од другата страна се доживува како покана за секс или за нешто друго. Така што да, важно ми беше да ги посочим и тие простори како некој вид на небезбедни простори за жените, бидејќи имам многу вакви приказни случаи и решив да споделам мојата. Од една страна е менталитетот кој тешко се менува, ама од друга страна е една институционална реакција која што би требало да се случи на вакви работи. Дали изостанува институционална реакција кога станува збор за сексуалното вознемирување? Апсолутно, сега немаше никаква реакција. А во првиот бран добивме поддршка од самиот премиер, од Министерство за внатрешни работи, од Министерство за образование, мислам дека и труд и социјална ни даде поддршка, да. Ама? И тука застана. Тоа е само една вербална поддршка, меѓутоа ние не гледаме некакви напори институционални да се реши ова и ние како сега кажувам, сигурно ќе продолжиме со притисокот, тоест сега ќе одиме и во таа насока. Да побараме малку, ајде, нека се решат проблемите институционално, бидејќи се види дека жените немаат доверба во институциите, немаат доверба во во полицијата, зашто е надлежно Министерството за внатрешни работи, не ги пријавуваат случаите поради лошите искуства со пријавувањето и поради недостатокот на правни механизми да се справат да се справат жените со еден таков процес и секако се покажа дека најголемиот дел на приказни за сексуално вознемирување во текот на првиот бран, сега кажувам, се одвива во образовните институции, што е навистина алармантно. Тука сакам да потпрашам. Дали образованието, онакво какво што е денеска, едуцира и ги учи децата на овие теми? Затоа што често пати слушаме и дека
јавна тајна дека момчињата, деца ги закачаат своите соученички девојчиња. И тоа е нешто што се провлекува со години и со години. Се случуваат и други работи на училиште, значи зборувам уште од најмала возраст. Дали тука закаскува образованието, посебно кога станува збор за градење на една млада личност? Мислам дека јас не работам конкретно со образование, така да не знам, не можам да кажам што се случува во моментот, но тоа што може да се заклучи и од реакцијата на сега кажувам што беше само вербална и не следеше со ништо, стварно мислам беше страшно тоа што поголем број од исповедите беа поврзани со образовни институции, како што кажа Румена. И од тоа што можеме ние да го заклучиме како лични искуства, кога, не знам, во 5-6 оделение, нели така, група на момчиња те пипкаат и слично, и тоа од другата страна обично било сретнато со, па добро, машки се и 3 точки. И во комбинација со страшните содржини кои што се уште се присутни во учебниците, кои што дефинитивно само ги перпетуираат родовите стереотипи, мислам дека образованието во моментов е далеку од тоа да се, мислам, не само што не зборува на овие теми, туку не се соочува со ова како нешто што реално, на што реално треба да се работи. Така што не знам дали има расположение од таа страна, но дека нема акција, дефинитивно нема. А колку посебно младите девојки го препознаваат ова како сексуално вознемирување? Општо прифатено е дека свиркањето и ласкањето им ласка на младите жени, например. Колку се жените свесни дека тоа е еден вид напад врз нив и од друга страна, колку мажите се свесни за тоа што го прават? Па, за ова исто има истражувања. Јас не сум ги вршала тие истражувања, но можам од прилика да ви кажам дека има 2 истражувања за насилство на жени во јавен простор. Едното е во рамките на територијата на град Скопје, тоа го изврши Реактор, тоа истражување, а другото е на коалиција Маргини. Да, во Тетово. Во Тетово, така. И сега од тоа истражување имам податок. Спротив на популарните верувања дека коментарите, довикувањата и допирите на јавен простор од трети лица им ласкаат на жените и дека тие се само безопасен начин на додворување, резултатите од истражувањата потврдија дека жените ги доживуваат нив како насилство, пријавувајќи чувство на нервоза и страв. Така што очигледно дека на жените не им се допаѓаат тие довикувања, ги доживуваме како нешто што како потенцијален напад или како имаме страв од нив. Ама се чини дека нема доволно свест по ова прашање, бидејќи ваквите однесувања се романтизираат. Истото се случи кога во реакциите на првиот бран сега кажувам, а не само кај нас, тоа беше и општо една глобална реакција, за тоа дека со ваквите исповеди и со кревањето свест на ова прашање, ние жените ја убиваме романсата и флертот. И дека сега машките веќе нема да знаат како да им пристапат на жените. Да. Ме интересира дали се вклучи и мажи во оваа кампања? И какви се нивните чувства? Дали е уште потешко за еден маж кој што е, да речем, жртва на некакво сексуално вознемирување во едно македонско општество да го каже тоа? Секако и за тоа постојат студии на повеќе на глобално ниво за тоа дека мажите е многу тешко. Искуства од разговори со луѓе кои што ги познаваат. Знаете што мажите во принцип не се така често жртви на сексуално насилство како што се жените, а посебно не од страна на жени. Чисто заради тоа што не чувствуваат страв и авторитет, ниту пак жените имаат одредена позиција на моќ физичка, а често и општествена врз мажот, за тие да се чувствуваат загрозени. Така што имаше дури еден исказ таков од еден мој Facebook пријател во кој што мене ми личеше тоа како тотално поигрување со темата. Тој смета поинаку, јас се уште сметам дека тоа е поигрување за такво едно искуство во кое што тој се чувствувал загрозен во диско кога некоја девојка го пипнала. За мене тоа е несериозно поигрување со една општество, со една епидемија на малтретирање на жените во јавниот простор. Меѓутоа факт е исто така дека исто поради маскулинистичките вредности кои што се токсични во принцип во едно општество, мажите исто така чувствуваат многу голем срам да пријават насилство врз нив сексуално, и тоа посебно од страна на друг маж. Тоа е огромно табу, кое што исто така заслужува многу заслужува да се разговара на таа тема,
Меѓутоа тоа е и светско прашање кое што е за кое што се пишува и се прават истражувања. Дали општеството се уште ги третира жениве во земјава како домаќинки кои што треба да седат дома и да раѓаат деца, или работите полека се менуваат? Какво е вашето искуство? Земјава не е само Скопје и тоа да го имаме во предвид. Па не знам, мислам, искрено тешко ми е да го одговарам на вакви прашања, затоа што последниве години сум се осигурала да си направам некоја средина каде што јас дефинитивно нема да се чувствувам така и не дозволувам никој да ме третира на таков начин, било тоа дали се луѓе од фамилија, блиски далечни пријатели, соработници, сеедно. И се што можам да направам е да работам на некој начин за и другите девојки и жени да не мора да влегуваат во некои такви калапи. Веројатно постојат очекувања од жената дека треба да врши некои традиционални улоги. Има многу сеќавања во средно кога сум била малце погласна што треба, па некој другар ќе ми каже иди во кујна и слично. Така да, мислам, не можеме да очекуваме дека ситуацијата не е таква, но сметам дека има прогрес во тоа поле. Со самото тоа што жените се дел од економската сила, со самото тоа што феминизмот до некаде станува покомерцијален од порано, иако и тоа е дискутабилно прашање. Мислам дека има прогрес, но дека само мора постојано да се работи на таа тема. И исто така, како што кажа, разликата помеѓу Скопје и другите средини во Македонија е драстично различна по ова прашање. Румена, во вашите раскази вие некако многу сте фокусирани на односот на жените кон своите мажи, на очекувањата на општеството за жените и нивното прифаќање на тие очекувања што сметаат дека треба да ги оправдаат. Зошто лично ви е важна таа тема? Па важна ми е затоа што јас ја гледам родовата нееднаквост како основна во човекова нееднаквост, една дискриминација на која што сме се навикнале, што не ја ни забележуваме веќе. И таа е во основата исто на нашето семејство. Така што тие односи од секогаш ми биле интересни и сум сакала да ги анализирам. И мислам дека семејството е баш тоа едно јадро во кое што се манифестираат сите тие нееднаквости, сите стереотипи и сета дискриминација најчесто се јавува во рамките на семејството, бидејќи тоа е секако одраз на традицијата. Пред крај, од каде да се почне или да се продолжи? За да не ни се случи девојчињата кои што сега имаат 15 години, 2 децени и подоцна да прават иста ваква кампања, сега кажувам, во која што ќе зборуваат за истите проблеми и за истите вознемирувања. Накусо, кои се вашите препораки, совети, што треба сите заедно да направиме? Прашањето е до двете. Па еве, ние почнавме нешто што други го почнале. Значи, ние не почнавме ништо, всушност ние продолживме. Луѓето треба активно, препораката моја е дека луѓето треба малце да бидат поактивни во однос на сопствените и на туѓите права, доколку видат дека некои луѓе не можат, немаат можност да се борат за сопствените права. Така што јас би препорачала една малку поголема општествена свесност за ситуацијата. Би сакала да ги видам институциите како се вмешуваат во различните проблеми што се поврзани со човековите права, како што е и овој. Меѓутоа и тоа се некои исто светски трендови кои што не можеме да ги ние да ги контролираме. Да, сега има еден општ бран десничарски конзервативен кој што го зазема светот. И сосема е возможно и ние да западнеме по тоа и од прогресот кој што го имаме многу брзо направено во однос на женските права. Ова се работи за еден век молскавичен е тој прогрес во однос на тоа колку време треба да се направи нешто, да се смени нешто. Така што сосема е возможно и да се оди во на другата страна, но да бидеме свесни. Да, но идејата е секој да си биде одговорен. Македонското општество тешко прифаќа општествена одговорност. Наша задача е на сите да се трудиме да бидеме општествено одговорни. Галја, накуса.
Мислам дека ова е клише, ама треба да се тргне од себе си, бидејќи еве на пример јас работам во полето на човековите права, Румен исто така се бави доста со активизам и слично, има луѓе што работат во приватен сектор, но тоа не значи дека не треба да се занимаваат со овие прашања. Јас знам дека сум поминала премногу време во тоа во дебати на овие прашања со мои блиски луѓе кои што имале тотално различни ставови и мислења и сум видела дека е можно да се сменат истите. И веројатно тоа е првиот чекор кој што можеме да го превземеме. Сето тоа што го кажа Румена исто така нормално дека мора да се решава институционално и слично. Јас сакам само тоа да го напоменам дека е многу важно да не се игнорираат проблемите. Родовиот проблемот на родовата нееднаквост се случува на секој ниво на општеството, така што може да се и треба да се решава на сите можни во сите можни слоеви на нашето постоење, така да мислам дека е многу важно да се разговара отворено на таа тема, како некој почеток. И со најмладите да потенцирам, бидејќи зборевме за тоа преска, дека е многу важно да зборуваме со младите луѓе на овие теми. Да. Ви благодарам многу за вашето гостување во првата емисија од втората сезона на Јасно и гласно. Гостини беа професорката Румена Бужаровска и феминистката и активистка Калија Димитрова. Ви благодарам што не следавте, останете и понатаму на Радио МОВ.